Градоначалникот на општина Центар, кој периодов е мета на остри критики од јавноста и стручната фела, ке се кандидира за втор мандат на локалните избори. Скандалот со сечата на дрвја на Орце Николов и планот за висококатници спроти ГТЦ не го демотивираат Саша Богдановиќ. Се надева дека ќе ги добие изборите. Деталниот урбанистички план ниту по притисоците од јавноста не успеа да го суспендира, оти комисијата при Министерството за транспорт и врски го одбие елаборатот за суспензија. Сега на адреса на Богдановиќ стигнуваат низа критики, кои тој ги отфрла. Дури и антикорупцијската комисија повторно реагираше. Одговорните од локалната самоуправа немале доволно сериозен и професионален пристап. Тоа што некој смета дека елаборатите не се добри и ја обвинува комисијата која што работи на тие елаборати, јас само можам да напомнам дека истата таа комисија смени и ревидираше 8 планови. Значи, кога ќе ревидира и ќе направи добар план комисијата, тогаш е добра, а сега кога направила елаборат за суспензија, некој друг ни кажал дека тоа не е добро, што е крива комисијата и не можам да прифатам било какво обвинување или критика за нив. ДКСК алармира дека јавниот интерес е сериозно загрозен на сметка на личниот интерес на поединци, кои без право се стекнале со право. Суспензија се барало само формално. Само формално се бара суспензија колку за предјавност, а во суштина се прават намерни пропусти колку да поминат веќе договорени сделки. Сметам дека доколку вистински се сака да се утврдат слабостите на спорниот план, треба да се пристапи кон точно и прецизно подготвување на елаборатите и суспендирање на деталниот урбанистички план. Богдановиќ појаснува дека и откако елаборатите за суспензија беа одбиени од ресорното министерство, Комисијата за урбанизам ќе продолжела да работи на изнаоѓање решение. Комисијата за урбанизам работи цело време, истата комисија работи на без разлика на елаборатите, работи на ревидирање на плановите. Ние рековме дека тоа ќе го правиме постојано и веќе имаме еден план веќе за усвојување кој што ни е стигнат со позитивно мислење од транспорт и врски. Нормално дека какви насоки ќе добиеме од Советот, така и ќе постапуваме. Дали обвинителството за организиран криминал и корупција ќе постапи по иницијативата на антикорупцијска за планот кај Holiday Inn е нејасно. Доколку не се суспендира планот пак, покрај трите кули може да се градат и останатите 2 60 катници.